Вие како професор на Шумарскиот факултет сметате ли дека Беласица е богат биодиверзитет и дека има можеби предуслови да стане заштитено подречје како што предлагаат? Апсолутно. Направена е цела студија за богатството и биодиверзитетот на оваа прекрасна планина и утврдено е дека биодиверзитетот е навистина извонреден. Да не почнам сега да кажувам бројки, меѓутоа тие се навистина фрапантни и зачудувачки. Она што е предлог Беласица е да биде дел од Натура 2000, односно од мрежата на заштитени подрачја и што државите кои што се пред влез во Европска унија треба да ја изработат. И во таа студија се покажаа навистина многу убави податоци. Она што ние сега со овој проект го потенцираме или даваме акцент на недрвните шумски производи, односно на костенот како еден од најзначајните видови од овој регион, боровинката и вргањот од габите. Овие три производи ќе се обидеме, односно се обидовме веќе и ние како Шумарски факултет изработивме студии за заштита со географско подрачје. Тоа значи дека Беласица за прв пат во Македонија или овие три производи ќе имаат бренд или трговска марка со заштитено подрачје Беласица, што е навистина сметам дека еден огромен чекор кој треба да се следи и од другите региони во Македонија, затоа што не само Беласица, него ние имаме навистина извонредни квалитетни шуми и недрвни шумски производи во цела Македонија. Би сакала да ве прашам што сметате дека е друго нужно да се направи за шумите да бидат заштитени, бидејќи еве се соочуваме и со нелегална шумска сеча, од која што Беласица исто така не е одмината. Сметате ли дека можеби треба некои дополнителни законски решенија или на друг начин едукација на граѓаните за важноста на шумите? Многу убаво прашање и многу актуелно прашање. Јас морам еве вака јавно да кажам дека тоа е многу сериозен проблем. Во 2016 година во рамките на ФАО проектот правевме анализа или правевме попис на потрошувачката на огревно дрво во Република Македонија и добивме страшни зачудувачки резултати, односно околу 600.000 метри кубни како огрев кој ги пласира македонски шуми и 200.000 метри кубни од приватните шуми, вкупно 800.000 метри кубни званични податоци и незваничните податоци или истражувањето ни покаже дека потрошувачката на огрев во Република Македонија е 2,2 милиона. Тоа значи дека некаде околу 1.400.000 метри кубни, страшна бројка, се статистички нерегистрирана дрвна маса, не можам да кажам нелегални сечи, затоа што навистина треба подетални истражувања. Што треба да се направи за да се одмине овој проблем? Законот, законските регулативи, подзаконските акти се навистина фантастични. Се соочуваме со проблемот недостаток на инспектори, недостаток на шумска полиција која би одела на терен и би ги контролирала сечите и се она што се прави во шумата и подигање на јавната свест на населението. Веројатно на тоа треба многу повеќе да се работи и се надевам дека ќе почнеме да ги правиме првите чекори кон заштита на нашите прекрасни шуми. Благодарам.